Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате 90 нови случаи на COVID-19 во земјава, од кои 4 во Тетовско и 1 во Гостивар. Во Тетово се отвори центар за една точка на услуги во која граѓаните ќе можат директно да завршат работа и да добијат услуги од повеќе министерства. 1331 ученик се пријавиле во првиот уписен рок за упис во прва година во средните училишта во општина Тетово. 90 новозаболени лица со COVID-19 во последните 24 часа во земјава. Починати се 9 лица, а оздравени 48. Во последните 24 часа се направени 665 тестирања, а регистрирани се 90 нови случаи на COVID-19 во земјава. Најмногу повторно во главниот град, вкупно 36. Институтот за јавно здравје регистрира и 48 оздравени пациенти, како и починати 9 лица. Министерот Филипче истакна дека според последните анализи, Скопје и Тетово се градовите во кои има најголем број на заразени лица во последните неколку недели. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, од вкупниот број на позитивни случаи регистрирани во период од 12 до 20 јуни, најголем дел се од Скопје 58,3% и од Тетово 14,2%. Со ова практично се докажува тоа дека овие два града и нивната околина се практично најголемите жаришта во државата. Во другите градови се регистрира драстично помал број на случаи. Од 12 јуни регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи. Најзастапена возрастната група над 60 години, 24,2%, сепак има и помлади лица заболени од 30 до 39 години на 19,4%, што укажува на тоа дека никој не е поштеден, ниту имун на вирусот. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2975. Во Тетовскиот регион денес се регистрирани 4 нови случаи со COVID-19, со што вкупната бројка достигна до 538, од кои во моментов активни се 333 случаи. 11 пациенти со потешка клиничка слика се сместени во клиничката болница, од кои еден дел се на кислородна поддршка. Од сега локалните кризни штабови ќе одлучуваат во однос на организирањето на меѓуопштинскиот превоз. Забраната која важеше во Тетово за организирање јавен превоз со автобуси и комбиња е укината, при што официјално е известена полицијата. Испратено е решение до секторот за внатрешни работи Тетово, информираше градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи по денешниот состанок на кризниот штаб. Ги информираме сите фирми и компании кои вршат организиран превоз на лица и патници дека Комисијата за заразни и инфективни болести донесе одлука врз основа на која локалните кризни штабови сами одлучуваат во однос на организирањето на меѓуопштинскиот превоз. Како заклучок, локалниот кризен штаб при општина Тетово прати решение до СВР Тетово со кој информира и либерализира меѓуопштинскиот организиран превоз, а при тоа транспортерите треба да ги почитуваат заштитните мерки, како што е дадено во препораките. Арифи истакна дека во текот на следниот период очекуваат да се одржи состанок со Комисијата за заразни болести, за да се разговара за можностите како да се намали бројот на заразени, но според неа дотогаш останува да се почитуваат протоколите. Нормално дека се движиме кон уште поголема либерализација, што нормално може да ги прави луѓето да мислат дека се е поминато, што не е така. И ние ќе продолжиме да се инсистира на почитување на протоколите. Не мислам дека во моментот има други екстра можности, освен фактот да сите се однесуваме сериозно кон болеста, но исто така важно е капацитетите на нашите болници да бидат во солидна состојба за да можат, например, да третираат и случаеви кои се така по комплексни, но мора препораките да се почитуваат.
Со 4 денешни нови случаи на COVID-19, вкупната бројка на COVID-диагностицирани пациенти достигна 538, од кои во моментот активни се 333 случаи. Излечени се 169, а 36 лица починале. 11 пациенти со потешка клиничка слика се сместени во клиничката болница, од кои еден дел се на кислородна поддршка. По потврден позитивен резултат на коронавируска и медицинска сестра од службата за итна помош во здравствениот дом во Гостивар, целата смена е испратена во домашна изолација. Извршена е дезинфекција, а службата продолжува со непречена работа. Потврден е коронавируска и медицинска сестра од службата за итна помош во здравствениот дом во Гостивар. Ова е прв и во моментот единствен случај на заболено лице вработено во оваа здравствена установа. По направената епидемиолошка анкета, превентивно целата смена од 13 вработени медицински и технички персонал е пратена во домашна изолација. Директорот на здравствениот дом Јамин Синани вели дека биле преземени сите мерки и препораки за заштита, а заболената сестра е на домашно лекување. Дирекцијата на здравствен дом од почеток на пандемијата ги има преземено сите мерки за превенција и заштита на сите вработени во нашата здравствена установа, почнувачи од заштитата опрема како и дезинфекција на сите простории. За инфицираната медицинска сестра е информиран епидемиолошкиот институт во Гостивар, како и од нивна страна е направена епидемиолошка анкета за целиот медицински и немедицински персонал на смената од кај што доаѓа инфицираната медицинска сестра. Во меѓувреме е направена дезинфекција на сите простори при итна медицинска помош. Во моментот целосната смена е во домашна изолација. Почнувачи од инфицираната медицинска сестра, која е позитивна на COVID-19, незината здравствена состојба е стабилна и се наоѓа на домашна изолација и лекување. И останатиот персонал од смената се наоѓа во домашна изолација и немаат никакви симптоми и се во добра здравствена состојба. Според директорот, службата ќе продолжи непречено да работи со прераспределување на останатиот персонал. Министерството за здравство во изминатото денонокие во Гостиварскиот регион регистрира еден новозаболен со COVID, 4 оздравени пациенти и еден смртен случај. Пандемијата го зголеми бројот на членови кои бараат да бидат изземени од избирачките одбори. Во Општинската изборна комисија на Гостивар поднесени 100 такви барања, а како причина По распишувањето на парламентарните избори на 15 јули во Општинската изборна комисија на Гостивар течат подготовките за спроведување на изборниот процес. Комисијата моментално работи на формирање на избирачките одбори. ковид пандемијата го зголеми бројот на членови кои бараат да бидат изземени од одборите, со оглед дека спаѓаат во ризична група со хронични здравствени проблеми. Имајќи предвид дека секој циклус на избори, ние секогаш имаме нормално луѓе кои што од различни причини треба да се изземат. Меѓутоа, овој пат, нели со оглед на околностите, имаме поголем број на луѓе. Значи и ние веќе направивме таа анализа и се контактирани и веќе ни се доставени и барањата за изземени. Се работи за околу 100 луѓе што треба да бидат изземени. До овој момент нема конкретна одлука од Државната изборна комисија за здравствените работници кои се вклучени во избирачките одбори. Такви на гостиварска територија има 157 и евентуалното заменување на сите ќе донесе потешкотии. Треба да се напомене и тоа дека Државната изборна комисија уште нема донесена одлука по однос на персоналот, медицинскиот персонал, кој што треба кај нас се работи за околу 157 луѓе по-конкретно, што ако донесе одлука Државната изборна комисија, тие луѓе треба да бидат изземени и пополнети со други членови, што за нас значи уште поголем проблем, со оглед на фактот дека знаеме во кои околности сега живееме и луѓето имат резерви, значи по однос на прифаќањето да бидат членови во избирачките одбори. Што се однесува до посебните здравствени одбори кои што ќе треба да го спроведат гласањето кај позитивните на корона и лицата во изолација,
Муслиу вели дека нивното формирање е во рацете на Државната изборна комисија. Во Тетово се отвори центар за една точка на услуги во кој граѓаните можат директно да завршат работа и да добијат услуги од повеќе министерства. Канцеларијата, каде денеска ја посети министерот за администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски, се наоѓа во градскиот трговски центар во Тетово. На услуги, граѓаните од Тетовско денеска на побрз и поедноставен начин ќе добиваат услуги од сектори кои се дел од повеќе министерства на државата. Освен услуги, граѓаните тука ќе добиваат и дополнителни информации околу работата на платформата услуги.gov.mk. На почетокот ќе функционира како канцеларија во која што ќе може да дојдат граѓаните и да го активираат својот електронски идентитет, својата електронска идентификација, со што ќе можат да ги остваруваат над 136 услуги кои што во моментов се нудат преку националниот портал за електронски услуги Услуги.gov.mk. Во време на COVID-19, Манчевски апелира повеќе да се користи платформата услуги.gov.mk и граѓаните наместо да се изложуваат на ризик и да одат од институција до институција, можат на побрз и поедноставен начин повеќе работи да завршат во центарот за една точка на услуги. Дополнително, нашите вработени тука ќе им даваат и дополнителни информации и насоки на граѓаните како полесно да ги остварат услугите преку порталот, но и ќе им даваат информации за над 716 услуги кои што во моментов се попишани на каталогот за услуги кои што се дел од порталот. Значи овде ќе може да се добијат интегрално информации за голем број на услуги кои што ги нудат различни институции. Идејата е да нема чекање, полесно да се снајдат, но и повторно ќе апелирам да ги користат многу повеќе услугите на Услуги.gov.mk, националниот портал за електронски услуги, затоа што и во време на здравствена криза, на криза со COVID-19, многу е подобро и побезбедно се користат услугите електронски, а ако имаат проблем да се снајдат, токму ова е местото каде што треба да дојдат и да побараат информација од нашите вработени. Центарот за една точка на услуги се наоѓа на првиот кат од градскиот трговски центар во Тетово. 1331 ученик се пријавиле во првиот уписен рок за упис во прва година во средните училишта во општина Тетово. Од нив примени биле 56,8%. Сите останати имаат можност да се пријават во следните уписни рокови во текот на месецот јуни. Ја информираме јавноста дека првиот уписен рок на семи матуранти во средните општински училишта заврши регуларно со почитување на сите препораки, протоколи и мерки за заштита. Во првиот уписен рок, во јуни, во сите општински средни училишта, на сите 3 наставни јазици, беа пријавени 1331 ученик или 88,4% од завршените матуранти од основните училишта во Тетово и Полошкиот регион. Од нив 984 или 56,8% ги исполнија условите за регистрација и беа примени. Апелираме до сите ученици кои не биле примени во првиот уписен рок да поднесат пријава во соодветно училиште каде ги исполнуваат условите за упис. Вториот рок за пријавување е 24 и 25 јуни, додека третиот рок е 29 јуни 2020 година. Општина Маврово и Ростуше за неполни 3 години направи мало чудо со реализација на проекти користејќи локални средства, но и државни пари и странски донации. Истакна при својата посета на оваа општина вице-премиерката и министер за одбрана Радмила Шеќеринска. Министерката за одбрана и заменик претседател на владата Радмила Шеќеринска викендов беше во посета на општината Маврово Ростуше, каде што направи обиколка на неколку инфраструктурни проекти реализирани изминатиот период. Во една релативно мала општина со скромни финансиски капацитети, да видите реновирана фасада на училиште, да видите реновирање на болница и да видите сосема нова општинска зграда, изградена по најсовремени стандарди, навистина е реткост. Ги посетивме и неколкуте патни правци кои што се целосно реконструирани или се реконструираат и можам да кажам дека општината Маврово Ростуше навистина во изминативе нецели 3 години направи мало чудо, заради тоа што успеа и локални средства, но и владини и странски средства да ги стави во функција на локалниот развој.
Шекеринска нагласи дека наследиле држава во која парите на граѓаните се трошеле на музеи, барокни фасади и споменици, а болниците, општинските објекти и училиштата биле руинирани. Оваа политика ја сменивме од корен и во изминативе 3 години успеавме да вложиме 1 милиарда евра во патна инфраструктура. Нашиот план е во следните 4 години таа бројка да ја дуплираме и да вложиме таму каде што е најпотребно цели 2 милиарди евра. Вонредната состојба и кризата поврзана со коронавирусот не дозволи, сепак не дозволивме да влијае на темпото на капитални инвестиции. Дури и во најтешкиот момент, дури и во период на вонредна состојба и криза, како што гледате, продолжија капиталните инвестиции. Од Ростуше министерката за одбрана и вице-премиер потенцираше дека за да се развива успешен туризам, мора да се инвестира во инфраструктурата и дека токму местата и пределите како што е Реканскиот крај се тие во кои државата треба најмногу да вложува. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски при денешната посета на Тетово информираше дека исклучувањето на телевизиите од страна на операторите не е законски и представува повреда на член 115 од законот. Јас и вчера пишав и статус на Facebook, но издадовме и соопштение од Министерството дека се работи за прекршување на членови од Законот за електронски комуникации. Без разлика, ние денеска ќе оствариме неколку средби со заинтересираните страни за да што и да се случува не биде на грбот на граѓаните како што тоа беше вчера. Следува полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатово деноноќие, според статистиката на СВР Тетово, нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат изготвени се на вкупно 25 лица, додека вкупно биле контролирани 1034 лица со вакви решенија. Во изминатово деноноќие исто така, изјави за самоизолација потпишале вкупно 33 лица, а контролирани биле 250 лица со потпишани изјави за самоизолација. Во овој период за неносење на заштитни маски на полошкото подрачје били издадени вкупно 114 прекршочни платни налози. Во овој период не се изврши на акцијски контроли во соодейство и координација со Државниот пазарен инспекторат. Вчера околу 2 часот и 10 минути, 71 годишна тетовка и незиниот 45 годишен син во СВР Тетово пријавиле дека 10 минути по полнок нив и уште 2 други лица, членови на семејството, физички ги нападнал 46 годишниот син, односно брат, во заедничкиот двор на нивните куќи. Тој бил лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот, пошто против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера пак во 12 часот и 30 минути, гостиварецот ФР во СВР Тетово пријавил дека околу 11 часот и 30 минути на улица Димитар Влахов во Гостивар физички бил нападнат од 37 годишниот ХБ, исто така од Гостивар. ХБ бил приведен во полициската станица Гостивар. Случајот целосно и расчистен и изготвен му е поднесок. Вчера во 15 часот во СВР Тетово пријавено дека 42 годишниот Јн од Гостиварско Врањовце, изведувајќи градежни работи во гостиварското село Старо Чајле, додека со моторна пила сечел штица, се повредил на левата нога. Тој бил пренесен во гостиварската општа болница Ферут Мурат за окажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!